Роберт Корнелиус го направил првото селфи во далечната 1839 година. Тогаш тој сигурно немал појма дека тоа нешто денеска ќе се вика селфи, туку сакал само да ја прати слика на девојка му, но поради тоа што немал пријатели, бил социопат, морал да се снајде сам. Многу подоцна Сони Ериксон го објави првиот телефон со селфи камера во не толку далечната 2003 година. Овие два датума и кажувам бидејќи имаат огромно значење за денешното селфи. Дали сте знаеле дека дневно се прават 93 милиони селфиња, или скоро 34 милиарди годишно? Од нив 282 милиона завршуваат на Инстаграм. Ова се огромни бројки за памтење, нели? А ова е статистика од 2016 година. Денеска овие бројки сигурно се поголеми. Немаат извадена статистика за 2017 и за 2018 бидејќи најверојатно немаат време бидејќи прават селфиња. Дали се сеќавате на светот пред селфито да биде во тренд? Светот во кој што другарчето кој што има дигитална камера или некаков Sony Ericsson телефон со некаква камера, треба да го молиш со денови, да му објаснуваш дека нема да трае долго, дека сакаш само една слика и на крајот да го частиш преди тоа што те сликал. Тоа умре одамна. Мали, стави малце драма во видеото. Тоа веќе умре. Не треба повеќе да го молите вашето другарче со Sony Ericsson телефон или пак со дигитална камера да му објаснувате дека нема да трае долго и дека сакате само една слика. И што е најважно, не треба да го частите бидејќи ве сликал. Сето тоа е минато, благодарение на револуционерниот проедок селфи. Со овој проедок можеш да сликаш сосема сам, од кој ангол сакаш, на кое место сакаш и колку сакаш. Океј, додека имаш меморија и батерија. Со овој пронедок го губиш квалитетно поминатото време со твоето другарче. Го губиш муабетот кој што го правевте по пат со кренати глави гледајќи наоколу. А добиваш гледање во екранот додека раката ти е крената и мрдаш да ја најдеш совршен агол во кој што не си толку грд како што си. Порано, грдата девојка си беше грда девојка. И речиси никако тоа не можеше да се изманипулира за да изгледа убаво. Едноставно си беше грда. Но денеска тоа е сосема различно. Кажувам од лично искуство. Ако на Инстаграм има само слики од селфи, тогаш има шанса од 90% таа девојка да биде грда како кобила. Сакам да им се извинам на кобилите бидејќи ги земав за споредба. Но гледајте, селфито не го превзема местото на пријателчето во муабетот пред малце. Неговото место го превзема кој ако не друг. Единствениот селфи стик. Да, селфи стик. Селфи стикот е направа која што би била од прилика како да земеш да му ја скинеш на другарот раката до рамо, да оставиш апаратот во неговата рака, да ја патиш неговата рака во твоја рака, да ја кренеш во воздух и да се сликаш. Ова беше болна шала. Селфи стикот можеш да го продолжиш или пак да го намалиш, во зависно од тоа од кој кадар се сметаш дека си најубав. Чекај, па тоа значи дека не е исто како раката на пријателот. Или пак можеби сум земал погрешен орган за споредба. Покрај обичното селфи и селфито со селфи стикче, во светот се појави нешто друго. Ефекти. Еј, мали, дај бе стани некоја тажна музика и ако може малце на моменти екранчево да ми го намалиш, знаеш на филмско да биде. И ако може малце и со бојата да си поиграш, знаеш онака да биде потажно, ми треба крајов да биде мотивационен онака, знаеш? Ајде. Со ефектите можеш да бидеш се. Куче, маче, телетабиси, убавица, да повраќаш виножито, научно. Кога можеш да бидеш се, зошто да бидеш ти? Иначе бациња, немојте да заборавате да ме фоловнете на Инстаграм, Стојан. Кој не ме фоловне? Педер. Мали, дај би изгаси го видео више доста е од преска дребам вака. Дај да извадам капава ќе ми видат ужас фризурава ми. Гаси ајде.